Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. За точно еден месец од денеска ќе се одржи првиот круг од локалните избори. Со какви почетни позиции врегуваат политичките партии и кандидатите и каков исход може да се очекува од изјаснувањето на граѓаните. Ова е рамката за вечерашната дебата во светлината на последните истражувања на јавното мислење кои покажуваат поместување во преференциите на гласачите во споредба со претходните анкети и со резултатот на парламентарните избори во декември. Меѓу прашањата што ќе ги отвориме се и дали Никола Груевски главен мотор сега станува главна кочница за ВМРО ДПМН. Што значи делумната соработка на СДСМ и ДУИ уште за првиот круг? Каква слика треба да се очекува во општините со доминантно албанско население со оглед на расцепканоста на гласачкото тело? Гости во студиото ќе бидат Имер Селмани, поранешен градоначалник и вице-премиер, Ана Чупеска, универзитетска професорка, теоретичар на политиката, и Левкија Гажовска, поранешна градоначалничка. И вечерва кон крајот на емисијата ќе видиме нова саботажа. Ве поканувам да останете на алсат, ќе се обидаме да го антиципираме развојот на настаните на политичката сцена во следните неколку месеци. Наша тема вечерва се локалните избори. Во студиото се Имер Селмани, поранешен градоначалник, министер, вице-премиер. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Добро. Левкија Гажовска, поранешна градоначалничка на Крушево, активна и во ЗЕЛС, на високи позиции во времето додека беше градоначалник. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. И Ана Чупеска-Станишковска, универзитетска професорка, реков во воведот, теоретичар на политиката. Ќе почнеме со теоретичарот, имаме уште двајца практичари. Чупеска, видовме едно последно истражување на јавното мислење, кое што мислам дека можеме да го сметаме за релевантно, бидејќи имаше своја проверка на декемвриските парламентарни избори. Моето прашање би било дали лично Никола Груевски, човекот кој што во изминатите 10 години ја влечеше целата таа структура и локомотива напред, сега станува главниот багаж, главниот товар, човекот кој што можеби ќе биде главен виновник за лошиот резултат на ВМРО ДПМН на локалните избори. Дефинитивно да, тоа е товар не само на партијата во која што оперира, туку е товар и на државата. Имено, благодарение на неговите политики, се разбира во студество со најблизокиот круг на Груевски, Македонија го доби своето место како етаблирана и либерална демократија, односно систем на авторитарен популизам, кој што денеска, за жал, дури се изучува како парадигматичен пример како може еден демократски политички систем да се деформира во еден таков правец. Значи ВМРО ДПМН се обиде да се ребрендира во овие 100 дена, колку што можеше, најави промена на својот однос кон меѓународната заедница, кон етничките албанци, го промени составот на извршниот комитет, но факт е дека лидерот остана ист. Така е, во право сте. Мислам дека на ВМРО ќе му треба уште долго време за да ги амортизира овие, да речем, наследства што ги остави тој. Иако, што се однесува во контекст на локалните избори, да не заборавиме дека се уште 58 општини во земјата се под раководство на така наречени режимски инсталации, за кои што не сум сигурна во која мера ќе соработуваат со реформското крило или ќе си го продолжат истиот курс? Има уште нешто и тука сега се префрлам на Салмани кој што го откри оваа анкета, тоа е дека сепак етничките македонци за нецел процентен поен се уште ВМРО ДПМН е во предност пред СДСМ. Денеска Самуил Малчевски, еден од поранешните проминентни членови во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, му пишува лично писмо на Груевски апропо овие резултати кои што покажуваат дека прв пат Груевски е под Заев со личниот рейтинг. Му го цитира Даме Груев, му вели доста е подобро ужасен крај отколку ужас без крај.
Прерано ли е да се прогнозира или дефинитивно ВМРО влегува во некаква своевидна внатрешна своја драма на која што сепак на крајот веројатно исходот би бил промена на лидерот? Драмата која што ја спомнавте, значи најверојатно ќе се види и сите ние ќе бидеме сведоци ако вака како што анкетите прогнозират резултати на ниво на држава, се отсликуваат резултатите исто така на овие локални избори и тогаш ќе сигурно незадоволството или барањето на кривецот сигурно ќе се бара од председателот и поблиското раководство, кандидатите кои што сега веќе се номинирани, значи нели од вчера. Така што јас само ќе заокружам еден факт дека ВМРО-ДПМНЕ нема само еден товар. Значи има повеќе товари. Значи 3600 дена да се биде на власт, да се прават политики кои што на крај за жал видовме дека еден мал дел само на почетокот на тие години 2006, 2007, 2008 година беа стварно корисни, добри за граѓаните, после понатаму сето тоа е еден макијаж, една да кажем еден пуро популизам, една да кажеме медиумска манипулација со чувствата на луѓето, за која што се плашам дека се уште немат трното, очекувајќи од фактот дека ако веќе не се на власт и ако како политичка партија добија голем шамар од гласачите, од јавноста, сега последните избори 2016 година на парламентарни, а поготово што не успеа да формираат влада, не можејќи да најдат партнер кај албанците, дека ќе научат дека не треба политика да се води креирајќи ниту лажен патриотизам, ниту креирајќи непостоечки непријатели. Сега гледам дека таа политика, за жал, ако научија дека не треба да креират непостоечки непријател кај албанците, затоа што не се непријатели албанците. А тврдеа дека ја научиле таа лекција реторички. Ја научиле демек таа лекција, меѓутоа во суштина не ја научиле целиот испит не го положиле со фактот што сега креират нов непријател непостоечки, а тоа се мигрантите. Значи, ако гледаме сега целата политика последните неколку месеци, не се води на нови идеи, прогресивни идеи, нова понуда на граѓаните. Еве, СДСМ би го нуди ова, меѓутоа ние ова вака би го направиле уште подобро. Значи, компаративна некоја анализа на тоа што прави власта, а што тие би правиле, туку се е фиксирана целата кампања и најверојатно и локалните избори ќе бидат со таков еден предзнак дека нема да дозволиме да доаѓаат мигранти кај нас. Чумо како да сите запнале да дојдат да живеат во Македонија. Нашите луѓе од тука се иселија скоро 1/3 и ќе ни дојдат сега мигранти кои што ако ги броиме на прсти можеби се, не знам, 10 или 20 кои што по некои околности или се омажили или се ожениле во Македонија бидејќи биле во камповите подолго време. Така што не треба ВМРО-ДПМНЕ да негува нови непријатели, односно да генерира нови непријатели, поготово непостоечки. Треба со реалната политика да се позанимава, со реалниот проблем на граѓаните и тогаш можеби ќе има друг пристап. Така што, очекувајќи ги сите овие, направијќи една анализа на минатите парламентарни избори, на последната анкета и нивната за жал политика која што не е свртана кон конкретни решенија, очекувам дека сигурно дека еден добар дел, многу добар дел од општините ќе ги изгуби ВМРО-ДПМНЕ и тек тогаш ќе се случи тоа што ќе се бара сигурно и виновникот и кривците внатре во партијата и тогаш може да се очекува некоја внатрешна промена, односно реформа во самата партија. Ќе сакам околу тоа малку подоцна да видиме дали евентуално може да се очекуваат различни резултати во условно кажано урбаните за разлика од руралните средини, посебно во етнички предоминантно македонските општини, но за тоа малку подоцна. Гажовска, колкав е товарот на кандидатите на ВМРО, ДПМНЕ, почетниот товар од ова за што зборувавме во воведот во оваа емисија? Или ајде поинаку поставено истото прашање. Зашто гласаат гласачите? За партија или за кандидат?
Или нема еднозначен одговор? Да, мислам дека нема еднозначен одговор. Гласаат и за партија и за кандидат, меѓутоа имајќи предвид дека после 26 години самостојна Република Македонија и многу избори низ кои што поминавме, граѓаните како гласачко тело почнаа да распознаваат што се бара на локални избори, а што на парламентарни или на председателски. Така да, имајќи предвид дека јас доаѓам од општина Крушево, која што е мултиетничка општина, 21% албанското население е застапено во општина Крушево. Ние сме сограѓани и соживот имаме заеднички од Илинден па наваму. Многу често комуницираме со нив и вака викаат: во ред на парламентарни би гласале за наша партија и за пратеничка листа, меѓутоа, кога станува збор за решавање на локалните проблеми, јас гласам за човек кој што го познавам, ја познавам неговата фамилија, близок ми е, можам мојот проблем да му го кажам отворено, така да мислам дека многу повеќе процентот сега на луѓе кои што ќе гласаат ќе биде на товар на личноста, на товар на тоа што како кредибилитет го носи секој кандидат. Аз сметам, бога ми, дека овој пат Во таа смисла, може би не треба толку многу да стравуваат кандидатите на ВМРО ДПМН со оглед на слабиот рейтинг на својот лидер и на партијата. Ми го зедовте зборот и мислата, тие треба да стравуваат заради тоа што овие 4 години, наместо да водат сметка за локалните интереси, многу повеќе се повинуваа на она што централната власт или нивните, еве да кажеме, лидерот и врхушката на власта на некој начин им наложуваше. Нормално тие беа тука за да извршат. Кога станува збор за локалните проблеми, децентрализацијата, баш во време на владењето на ВМРО ДПМН, мислам се доведе на ниво пред 2005 година. Дефинитивно се доцентрализира и сето она што законски им следеше на општините да го работат како своја надлежност. Една мала, само ќе ми дозволите еден мал пример. Зошто помпезно најавувани 100 сали во мали општини каде што бројот на учениците од година во година се намалува? Нема кој тие сали да ги користи. Тие средства можат да се доделат на општините и тие својата надлежност да си ја исполнат онака како што сметаат, а да биде за потребите на граѓаните. Но рековме, ВМРО ДПМН е се уште сериозна структура, не цел процентен поен е во предност пред СДСМ според оваа последна анкета на Телма и на МЦМСК етничките македонци, и тоа веројатно ќе ги направи интересни изборите во дел од општините. Ќе направиме уште една пауза, па ќе се вратиме со разговорот. Благодарам за сега, ве поканувам да останете на алса. Продолжуваме со разговорот во студиото на 360 степени. Тема се локалните избори. Синоќа заврши рокот за пријавување на кандидатите. Познато е кој и каде, со кого ќе учествува на овие локални избори. Господине Селмани, што значи, што треба да се очекува од делумната соработка на СДСМ и на ДУИ во определен број општини? Очигледно е дека ДУИ не даде кандидат за Скопје, не даде кандидат за Куманово, нема свој кандидат, да речеме, во Бутел, но од друга страна СДСМ нема свој кандидат во Чаир, каде на други места, нема свој кандидати во Тетово, во Гостивар. Очигледно е дека во Сарај, дека има некаква соработка уште пред првиот круг. Што треба да се очекува во таа смисла? Јас во подготовката на емисијата ве прашав што ова би значило за поддржувачите етнички албанци на СДСМ и дали може да делува разочарувачки одлуката на СДСМ да соработува со ДУИ со оглед на тоа што гласот, албанскиот глас за СДСМ во декември се сметаше како протестен глас. Да, против ВМРО ДПМН, но и против ДУИ. Тем shumë interesante. Shkurt të përgjigjem, do ta elaboroj, nuk do të ketë ndikim negativ te votuesit ose përkrahësit shqiptar të LSDM-s, të cilët zgjedhjen e kaluar parlamentare kishin votuar për LSDM, për arsye se tani LSDM-ja dhe BDI-ja janë së bashku me një qeveri.
А та Но ако чудетар, гласале за СДСМ, а тоа фали. било глас контра Дуј, сега Ма треба да фали. гласаат за кандидати Та на Дуј. елаборoj. Ka një arsye shumë të fuqishme se pse kjo marrëveshje do të jetësohet. Për arsye të faktit shumë të thjeshtë se pa BDI-n, LSDM-ja sot nuk do të ishte në qeveri. Çelësi kryesor për pos BDI-s nënkuptohet edhe Aleanca për shqiptarët, por çelësi kryesor që LSDM-ja sot është në qeveri, ishin për krahjet e votuesve, në vërtet, indirekt të votuesve të BDI-s, por drejt për drejt votat e deputetëve shqiptar të BDI-s dhe të Aleancës për shqiptarët që LSDM-ja të ketë kryeministër dhe të udhëheqë me qeverinë. Andaj besoj se ajo që ishte rast në zgjedhjet e kaluara të 2016-s, ku drejt për drejt një pjesë e shqiptarëve si revolt kundër BDI-s votuan LSDM-n dhe pjesa si revolt kundër VMRO DPMN-s votuan LSDM-n, këto zgjedhje nuk do ndodh dhe unë besoj se do të ketë një bashkëpunim të mirë, për arsye se ende në fillim, do më thënë është një martesë fillestare dhe çdo martesë është ende mu i mjaltit. Ka një bashkëpunim të mirë mes këtyre dy partive politike, të cilët tani vazhdojnë të ntrashin ose të forcojnë këtë bashkëpunim edhe në rrafshin e zgjedhjeve lokale, dhe atë që përmendet ju, shihet qartë se marrëveshja është shumë mirë e bërë, atje ku LSDM-ja pretendon të fiton me votat e votuesve shqiptar, BDI-ja nuk nxjerr kandidat dhe e kundërta ndodhen sikur në Gostivar dhe në Tetova dhe në disa komuna tjera. Po ajo që Што ќе се случува во Гостивар и во Струга, каде што своји кандидати има и вториот владин партнер, а тоа е Алијансата за албанците. Во Гостивар ќе бидеме сведоци на битка Бејта Таравари, во Струга села Рамис Мерко. Таму и СДСМ има свој кандидат. Janë kandidatura të fuqishme. Në këto dy qytete do të jetë edhe betejë shumë e fuqishme. Për arsye mos harrojmë se edhe në këto dy qytete, edhe në Gostivar, edhe në Strug, ndikimi i VMRO-s dhe i votuesve të VMRO-s gjithashtu është për të respektuar. Mirë po, unë besoj se mes partive të qeverisë, të koalicionit qeveritar, LSDM, BDI dhe Aleanca për shqiptarët ka një marrëveshje fair play. Jo rastisht ka 3 kandidat në Strug dhe jo rastisht ka 2 kandidat të fuqishëm në Gostivar. Kandidati i cili do të shkojë në raundin e 2 do ta ketë sigurisht mbështetjen e LSDM-s edhe në Gostivar, por edhe në Strug. Ashtu që është një pritje shumë e logjikshme dhe mos harrojmë, zgjedhjet lokale janë më ndryshe se zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet lokale i ngjajnë asaj të zgjedhjeve presidenciale, ku edhe me një vot fiton kandidati i cili ka në raundin e 2 më tepër vota, për një vot fiton, bëhet presidenti i shtetit, kurse në zgjedhjet lokale, kryetar komune, edhe për një vot bëhet, nëse dikush ka më tepër se kundër kandidati, bëhet kryetar komune. Ashtu që betejë do të jetë shumë e ashpër dhe kjo marrëveshje mes koalicioneve ose mes koalicionit qeveritar është shumë e logjikshme, shumë normale, për arsye se është e përdoftuar në të kaluarën se në qytetin e Shkupit, për shembull, votat e shqiptarëve, që janë mbi 20%, janë shumë vendimmarrëse se cili kandidat do të fiton si kryetari qytetit të Shkupit. Në Butel gjithashtu, në Gazibab gjithashtu, në Çajër nuk bisedohet gjithashtu. Votat e maqedonasve janë shumë vendimtare se cili kandidat do të fiton. Ashtu që është shumë interesant dhe tani kur edhe kandidatët janë duken se piktura e kandidatëve duket se cilët kandidat do të jenë, do të varet shumë edhe nga imazhi i tyre, e kaluara e tyre, se kemi kandidat tani të cilët së pari herë do të dalin të garojnë, mirë po kemi kandidat të cilët kanë kaluar edhe një mandat ose 2 mandate të kaluara, andaj shumë e rëndësi për pos koalicioneve të cilët tani bisedojmë, edhe vetë kandidati, profili kandidatit, e kaluar e kandidatit, është shumë e rëndësishme për garën згjedhore. Беса не ја заборавам, но за Беса во следниот круг се разбира. Чупеска пак ќе се реферирам на резултатот кај етничките македонци. Дали тој може да биде вовет во една анализа во која што би заклучиле дека можни се различни резултати во урбаните во споредба со руралните средини. И на крај да се доведеме во ситуација во која што ВМРО ДПМН би ги бројал бројот на освоени градоначалници
а СДСМ може би бројот на гласови. Видете, принципилно секогаш е сегде така, нели помалите места по-конзервативно гласаат, по-урбаните по-прогресивно, меѓутоа што е типично за нашиве избори сега у моментов е дека ние не можеме да се раководиме според некои востановени пракси на нормалните земји демократски, затоа што високата криминализација на државата е овозможувана и од страна на општините. Од тука гласањето во општините, значи гласачите ќе бидат соочени, предпоставувам, со кампања која што ќе ги представи, зборувам за коалицијата на СДСМ нели со 22 други субјекти, ќе ги представи, предпоставувам, како крадоначалници, нели така и ги именуваат луѓето во последно време. Но дозволете во оваа анализа, дали сепак тоа што ВМРО-ДПМН ја има локалната власт во 58 општини е на некој начин и добра стартна позиција за таа партија во пресрет на кампањата на локалните сакав избори. Во тој правец и да продолжам. Видете, имајќи ги овие 58 општини под нивна контрола, тоа значи дека тие општини имаат и ресурси за, условно кажано, прљави игри или за подкупувањето на гласачите. Добро, сега на централно ниво имаме друга власт, можеби... Значи, затоа, како што кажа, се согласувам со Селмани, борбата ќе биде жестока. Доста жестока, тоа се моите проценки и меѓутоа сепак мислам дека убедлива победа ќе има коалицијата на власт. Освен за овие традиционални, например, општини, кои да речем у аеродром, например, може да потешко, или како во центар, например, што нема теорија да се направи не знам каков шифт позначаен. Особено кај ВМРО-ДПМН е изразена појавата на кандидирање на досегашни или се уште актуелни градоначалници. Мислам дека во повеќе од 30 од овие 58 општини ВМРО-ДПМН ги кандидира своите актуелни градоначалници. Дали претходниот мандат е товар или предност за овие кандидати? Тоа најмногу зависи од тој што ја води општината, односно од кандидатот или од градоначалникот, актуелен или иден. Зборуваме сега за актуелните градоначалници на ВМРО, кои што некои 2, некои 3, некои 4 мандати ја практицираат локалната власт. Ајде за последните избори знаеме каков беше притисокот врз локалното население, врз администрацијата, јавна или локална. Меѓутоа сметам дека баш таквиот начин на нивното владење и на негрижа за потребите на граѓаните сега ќе биде казнето. Дали се 2 или 3 или 4 мандати, барем моите некои информации кои што ги добиваме од колеги поранешни во другите општини покажуваат дека трендот е таков и промените се нормална работа и треба да се случат. Ние во ЗЕЛС, пошто спомнавте дека и таму заедно со Селмани партиципиравме во управниот одбор, уште во првиот мандат, значи со самото влегување во управниот одбор, зборувавме дека треба да се најде начин да се ограничи тој мандат. Апропо добрите градоначалници секогаш и треба да излезат на терен и да се покаже дека се добри. На 2 или на колку? На 3 мандати? Мислевме на 3 да биде тоа, меѓутоа се променија условите на централно ниво, централната власт виде какво поле има за на некој начин, не на некој, туку на вистински начин манипулација со средствата, со луѓето преку своите канали на локални послушници, така имаме такви кандидати сега што по трет мандат пак одат на четврти? Да. Ако не се лажам во Новаци, Лазо, за Демир Капија не сум сигурна дали е четврти. Во Прилеп Маријан е 2? Во Прилеп Маријан или 3? 3, да, ова треба. Сам се но кандидира имаме по и пример четврти пат. на Дамјановски во Куманово, кој што после 3 мандати не е кандидат. Мислам дека се здрави промените во секој случај. Може би не треба законски нешто да се ограничува, меѓутоа од аспект на етички аспект, чисто како функционер локален, некогаш треба и самиот да знаеш до кога е доста. Да. Беса. Според она што може да се види, се чини дека фокусот е на Чаир и може би на Тетово. Какви се шансите на Беса? Тие успеа да освојат околу 50.000 гласа. Ми се чини дека анкетата ги подценува малку, а
го наценува ДУИ, па во таа смисла која е вашата антиципација? Besa ishte befasi e këndshme në zgjedhjet e kaluara parlamentare. S'pari herë një parti politike kështu në zgjedhjet parlamentare arriti të fitojë një numër të konsiderueshëm të votave dhe një numër të mirë të deputetëve, ende pa u profilizuar si parti politike. Tani ato e kishin vështirë të profilizohen. Vetë politikat e Besas këto 6 muaj nga pas zgjedhjet edhe deri tani, domethënë kanë qenë ndonjëherë të pranuara mirë nga elektorati, kurse ndonjëherë edhe të gjykuara negativisht. Domethënë kanë pas disa zigzake, kanë pas edhe të llovija të brendshme brenda partijake dhe ky konstatimi juaj unë vetëm do ta shtoj se ata më shumë janë të fokusuar në rezultat të mirë nga Likova djerë në Tetov. Shihet qartë se pjesa pas Tetovës, Pollogu, djerë në Struk, nuk është fokusim aty i lëvizjes Besa, dhe unë pres që në këto komuna, në prej Likove, veçanërisht ku kanë edhe kandidat të mirë, që të vazhdojnë të kenë ndonjë rezultat të mirë, është shumë rëndë të vlerësohet se a do të fitojnë komuna dhe sa do të fitojnë komuna, për arsye se vetë fakti se Besa është parti opozitare, djerë tani nuk ka një koalicion të dukshëm me ndonjë parti politike tjetër. Thashe thënat se mund të ketë bashkëpunim me VMRO DPMN, më shumë e dëmtojnë Besën tek votuesit shqiptarë, se sa realisht mund të përfiton nga ata vota të pakta të cilët do t'i mirte nga elektorati i Maqedonas. Dhe тоа pravi nevozможна таа работа. Dhe ajo nuk mund të jetë e dukshme ajo marrëveshje dhe nuk guxon të jetë e dukshme politikisht, për arsye se dëmi do të ishte shumë i madh, dhe ato realisht mund të kenë shumë numër të mirë të votave, të jenë shumë afër fitoreve, por mund ta kenë shumë rënd fitoren nëpër komuna. Për arsye se fundit koalicionet kryejnë punë. Koalicionet mbajnë shpinën njëri tjetrit dhe janë grumbullim i fuqishëm i votave. Besa, për bindjen time, ishin ata shumë afër bashkëpunimit me PDSH-n, ndoshta do të kishin rezultat shumë më të sigurt në zgjedhjet lokale tani për të fituar komuna, nëse do të kishin një bashkëpunim të mirëfillt opozitar. Dhe është shumë e natyrshme që ata të kishin një bashkëpunim Besa me PDSH, mirë po fakti se nuk arritën mbas disa negociatave tregon se ka pas diçka brenda më e fuqishme që i ka ndarë sesa që i ka bashkuar, dhe ajo mund t'i kushton edhe Besës, po edhe PDSH-s në fitoren e mandateve, në aspekti negativ t'i kushton, edhe të kryetarëve të komunave, por edhe të numrit të këshilltarëve. Добро. Ќе направиме уште една пауза, па ќе продолжиме уште малку со разговорот. Ве поканувам и понатаму да бидете на Алсат. Една од главните критики редовно е малиот број на кандидати жени. Гажовска, вие сте меѓу ретките примери во историјата на македонската демократија на жена градоначелник. Добро, може нема да се... Во мала средина. Да, добро. И на овие избори се чини мал број ваши колешки се кандидати, барем на главните политички протагонисти за градоначалници. Зошто е тоа така? И на централно ниво власта е критикувана дека мал број жени се особено во владата, во јадрото на централната власт. Така е. Податоците за тоа зборуваат. Во мандатот 2005-2009 бевме 3 жени градоначалнички, господјата Лаурова од Центар, господјата Сања Садико од Осломе и јас. Изборите после тоа имаше уште помалку. Овие избори, на овие локални избори има исто многу малку кандидати за градоначалници. Јас, колку што знам, само од партијата на СДСМ кандидат за градоначалник е господјата Наташа, не сеќам на презиме, од Битола. Петровска, мислам дека е, да. Од Битола. Но и мислам дека е добар. Да не забораваме, многу интересен кандидат во Арачиново. Така. Да. Мислам дека не е проблемот во тоа дали жените можат да бидат градоначалници на исто ниво со мажите, тоа
го докажуваат што се во сите сфери на своето живење. Меѓутоа, проблем е во партиите. И во, ајде да кажам, некое останато мислење дека политиката е се уште машка работа. Нормално со фудбалот заедно. Но внатре во политичките партии мал е капацитетот на кадри жени кои што би можеле да се носат, ајде да кажам, на така малку лошиот политички терен каде што владеат мажите. Обично жените би сакале да бидат директори во предпријатија, во школи и така натаму, јавни предпријатија, а за да бидеш градоначалник, навистина Вие се чувствувавте хендикепирана со тоа што бевте жена, градоначалник? Јас може би не, меѓутоа смета граѓаните дека ќе имаат проблем да комуницираат со жена градоначалник, што не се покажа за точно. Еве сега, 8 години после завршувањето на тој мој единствен мандат, викаат кога ќе се вратиш во политика. Јас викам доста е, треба да оставиме место за други и да градиме млади кадри да одат таму. Значи се зависи од тоа колку личноста како личност, дали е маж или жена, имајќи предвид дека како што кажа и Селмани, се излегува на избори. И обично дефиницијата е тоа се машки жени. Баш така некако. Се излегува на избори каде што директно граѓаните да гласаат на најнепосредни избори, гласаат за тебе, за твојот кредибилитет, твојот капацитет, твоите вредности, за тоа што на некој начин виделе добро дека ќе може да соработуваат со вас, а не за представник како на некоја политичка партија. Да. Треба да се охрабрат жените малку повеќе да влегуваат во политика и да целат на повисоки позиции. Господин Селмани, меѓу ретките кандидати жени е Теута Арифи во Тетово. Се чини дека таму ќе биде исто така многу интересно. Билел Касами, лидерот на БЕСА, е незиниот веројатно главен против кандидати, ако и другите партии имаат своји кандидати. СДСМ се реши да не кандидира таму свој представник. Предпоставувам, водејќи се од некаков принцип на како да кажам, морална одговорност кон Теута Арифи за тоа што таа заедно со Невзат Бејта, Изет Меджити и уште неколкумина во партијата веројатно го направија во тој решавачки период за ДУИ да реши да не оди со ВМРО ДПМН, а да оди со СДСМ. Што ќе се случува во Тетово? Тетово е важен град. Законишт, për partit politike shqiptare, Tetova është kryqëzeti maqedonisë. Dhe fitoria e Tetovës do të thotë se ke fituar shumë më tepër se një komunë. Betejë do të jetë shumë e ashpër dhe vlerësimet e mia janë të ngjajshme, domethënë se do të jetë gara mes kandidatit të BDI-s dhe kandidatit të BES-s, shumë e ashpër, shumë e ngushtë. Por këtu prapë edhe një herë duhet të potencoj atë që e thash më herët. Do të vendosin votat jo të drejt për drejta që i ka prej tani BDI-ja ose zonja Teuta Arifi ose Bilal Kasami dhe Besa nga ana tjetër, po do të vendosin votat e partnerëve të koalicionit. Për arsye se raundin e dytë shumë e qarta se këto dy kandidatë do të hyjnë dhe raundi i dytë është e pastaj vendimarrës. Mund në raundin e parë të dale fitues njëri kandidat që nuk do të, ose i pari të dale njëri kandidat që nuk do t'i garanton se do të fitoj në raundin e dytë. Andaj do t'jetë shumë interesant dhe mendoj se betejë shumë e madhe të bëhet pikërisht aty dhe normal është befasi shumë e këndshme përpos tani kur flasim për kandidatët, zonjat kandidat ose kandidatet gra, femra, edhe kandidatura e kandidatës në Haraqin, një zonjë e cila atë çka kam dëgjuar nga miqë dhe nga shok, tani është favoriti kryesor. Jo vetëm se jo vetëm se është kandidati i LSDM-s e cila parti politike në zgjedhjet e kaluara fitoi bindshëm në zgjedhjet parlamentare, por edhe se është një zonjë e cila respektohet nga rrethi, nga ambienti që e njohën për të mirë, kanë rreth shumë të gjantë familjar dhe do të ishte një befasi shumë e mirë që pikërisht Haraqina, e cila kështu
логаритет шум вите си ни комуне циле оште егер, комуне циле ка пас бој ме бурата фучишо, ме бурата цилет кан пас проблем шпешера да ме штети, не да ме звете, та нита менаджоет, да те командоет, да те дрейтоет гања зонј. Шпресојтов и тој, зонј, њелве, ти вандој пак на рент, да ти чецој бурате рачинас. Тоа би било, да, комплетен дисконтинуитет, да, и за тоа изборувавте. Чупеска Станишковска, дали локалните избори и исходот од нив може да биде вовет во нови парламентарни избори во државата? И може ли да се проценува кога тоа би можело да се случи? Дали може би веќе напролет Македонија ќе оди на ново гласање? Па, тезата ви е оправдана. Имено овие избори, нели, се избори за допобедување, како што вообичаено жаргонски тоа се кажува, конечно одмерување на силите и во интерес, значи, на двете страни, односно да, и власта. ВМРО ДПМН да, на да, тоа овие е, избори значи, гледа така. конечното мерење на силите, она final countdown, ако може така да кажеме. И мислам дека им е од интерес да добијат што по релевантни овие податоци, односно во врска со, нели, предвидувањата, меѓутоа тоа е невозможно е тоа, бидејќи, нели, гласањето е деликатно во смисла на оно може дневно да се менуваат рейтинзите, плюс целостното изборно однесување на луѓето како такви се доведува во прашање дури со генетски, епигенетски, па дури когнитивни софистицираности и така натаму. Значи невозможно е, сакам да кажам, накратко да го предвидиме до детал како ќе се одвива. Да се вратам на ова, предпоставките се дека можда, нели, март во напролет во двете, независно од исходот, нели, дали опозиција или опозиција, можда би се случиле и предвремени парламентарни избори. Преддодам на Гажовска, вашата прогноза? Мојата е покасно дека ќе биде, нема да биде толку брзо и рано. Во случај на победа, една општина повеќе да има ВМРО ДПМН, сигурно дека оние ќе барат по секој случај да идат на брзи предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, во случај на победа на СДСМ, јас мислам дека СДСМ има направено доста чекори во надворешната политика, сигурно дека ќе сакат да го докапитализират, тој да профитират како држава нормално и како влада од сите тие политики со конкретно дали датум за преговори за почеток за преговори за членство во Европската унија, дали решавање на спорот со Република Грција, значи односно членство во НАТО, сигурно со нешто крупно и да се иде на предвремени избори. Добро, малку нетипично ќе завршам дебатата. Гажовска, важно ли е, битно ли е кој ќе биде градоначалник, член на Совет? Носи ли таа позиција реална моќ, реални ингеренции? Дали децентрализацијата ги направи градоначалниците помоќни во смисла на тоа сепак да имаат влијание врз секојдневието во општината? Децентрализацијата имаше за цел да ја доближи власта до граѓаните, а не да ги направи градоначалниците или советите моќни. Меѓутоа, да, јас со искривената логика тргнав. Да, се друго кај нас е така да и овој дел баш така се прецепира. Не само што се прецепира, туку и се практицираше последниве години на власт, а реална е моќта која што е со процесот на децентрализација дадена на градоначалниците и на општинските совети, само доколку се следат доследно законите за децентрализација и доследно се спроведуваат. Да не заборавиме дека Заев беше градоначалник, па сега е премиер. Тоа му дава навистина, мислам, една добра база за да може на така успешен начин како што практикуваше градоначалникувањето во Струмица да ја води и државата. Еден од ретките градоначалници кој што на советите на општините даваше можност на самите советници да прават распределба на вишок од средства кои што влегуваат во буџет. Обично сите други на некој начин имаме дефицит во буџетот и не знаеш како да ги затвориш тие дупки.
спремајќи се за вашата емисија, кратко малку ги разгледав позициите на неколку општини во Пелагонијата, блиски, да кажам, до општина Крушево. Сите сега имаат долгови многу поголеми отколку во периодот кога децентрализацијата 2005 година почнуваше. Тоа значи дека не стопанисувале добро со ресурсите кои што им беа дадени и уште повеќе стопанисувале криминално, па како што спомна и госпоѓата Чупеска, како што спомна и госпоѓата како што спомна таа, ќе биде сега градоначалниците на ВМРО што направија и дали и натаму ќе сакате такви луѓе на некој начин да ве владеат. Заради тоа што терминот едноставно се измени од градоначалник во градоначалник и тоа е многу лошо за сите натаму луѓе кои што доаѓаат. Дали е претерано ова генерализирање? Толку нема добри градоначалници од ВМРО ДПМН? Мислам дека нема. Не ви генерализирале. Се шегувам, меѓутоа јас сум пристрасна тука во тој дел, да. Да. Мислам дека сепак има добри примероци, да не ги сега по име презиме, има и што остават и дел. Значи, сепак за да се некој дефинира како крадец или тоа треба да се докаже. Треба да се докаже и така натаму, има и проекти кои што се реализирани, така што не треба генерализирање и сигурно дека и ВМРО ДПМН се надева и дека сигурно ќе добие. И веројатно дел од овие 30-тина за кои што зборуваме дека се кандидати, дел од нив и ќе поведат на овие локални избори. Благодарам многу што вечерва бевте дел од 360 степени. Се надам беше атрактивно за публиката. Политичките прогнози се секогаш интересни, особено кога наближуваат избори. Благодарам уште еднаш. Благодариме на вас. Ве поканувам до крајот на емисијата да одгледаме саботажата на Сречко Поповски. Да беше кој што не е, жив ќосето ќе извршеше самоубиство и тоа од заседа кога ќе чуеше кому му ја оставила револуцијата. Сигурно не се ни надевал дека конечната цел на битката за Македонија е како од парите на неговиот народ, да се нахранат гладните и жедни, ама полни со неговото име директорски усти. Суспендираниот раководител на Центарот за вработување на град Скопје. Да не го спомнуваме ќосето! Во 2016 година има потрошено 7.000 евра. Ќосето не бил жив! Средствата се трошени за купување на чорапи машки. Па и ќосето и сите неспомнати војводи! Млеко за тело, цигари, јајца од јапонска подполошка. Живеат во душата на секој од нас! Свежа риба и услуга за пржење на истата. Да живее организацијата! Напитоци од соја, фстаци и други јаткасти плодови и многу друго. Бидејќи нормално доаѓам од партијата која што во моментов не е на власт, кон мене има еден политички реваншизам. Вирус име. Што е работ? Дали од вода или од чој? Реваншизмот и омразата се единствените штитови кои редовно се креваат како одбранбен механизам кога не постојат никакви аргументи кои би ги подкрепили изнесените факти. Тие би требало да доживеат дебакл, особено ако кога од спротивната страна не само вербално, туку и со формални действија ќе се демонстрира радикална промена на позицијата околу тоа што се пишани, а што не пишани норми. Значи, јас како што ви кажав, во потполно испочитувам законот и не чувствувам никаква морална одговорност ако тоа се работи по закон. Но тоа не дава за право да било што биде дури и неетички. Следете ја работата. Вирус име. Што е работ? Дали од вода или од чој? Само тогаш кога суспендираната етика ќе се врати на политичката сцена, ќе нема повеќе корист за оние кои стапнуваат на неа од лукративни причини. Инсталацијата на таа нова матрица е можеби само утописка предпоставка, но нивото на свесност на општеството е се поголемо. Во ова сала се друга врста на луѓе. Многу сум разочаран. Подобро ми беше со овчарите кои седе во село. Беа логични. Секој збор го велеа на свое место, а вие зборувате
може да речем слободно, без везе. Вирус име. Што е работа? Дали од вода или од чој? Дека многу работи се без везе, сведочат и волците кои мислат дека е едноставно само да го сменат рулото и да станат чувари на стадото. Препарираните шарпланинци сеат страв, ама од донаму од каде што не се надзира ништо. Исплашени да не бидат избркани од сопственото стадо, тие со традиционални ним својствени фиктивни хорор приказни си ја штитат како и секогаш само својата кожа, ама и тогаш се фаќаат во сопствената стапица. Намерата на владата за да се додвори некаде, да прими огромен број на мигранти, се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија, е таква што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните, а и тие не сака да се задржат во Македонија, затоа што бараат земја која што е побогата и ќе им пружи подобри услови. Вирус име. Што е работа? Дали од вода или од чој? И додека секојдневно се најавува наплив на непостоечки мигранти, во земјата продолжуваат да стигаат нови и нови, ама не обични, туку големи и скапи гости, на кои веќе никој не ни знае каде ќе им најде простор. Од сите слободни места веќе се исполнети. Александар Турунџев пристигна во општина Битола, 3 метри висок, 500 килограми тежок, од бронза, со пушка во рацете го краси дворот на седиштето на Битолската локална самоуправа. Каде и кога ќе биде поставен споменикот на познатиот илинденски војвода, за сега никој не знае. Вирус име. Што е работа? Дали од вода или од чој? И на крајот, кога на гостинот ќе му се погоди местото. Ви благодарам, господине Џафери, што го прифативте предизвикот да седнете на жешкото столче. Благодарам и на моите... Никој нема да се изгори од жешкото столче, ако на него седи со студена глава. 360 степени може да следите и на веб страницата 360stepeni.mk, на Facebook, на Twitter. Ве поздравувам на крајот на ова издание и ве поканувам да бидете повторно со нас в понеделник од 22:30. Пријатно!